Јас денес би продолжил со темата што ја започнавме минатата сабота, ќе рече вчера. Минатата сабота, значи навечер. Се сеќавате ли што спомнавме таму, што проучувавме? Даниел, Јов и Ное. Како тројца истакнати библиски личности, кои што Езекиел ги спомнува во смисол на три категории на луѓе кои што всушност го опфаќаат остатокот кој што ќе се одржи во последно време, па да почнеме пак од таму да се подсетиме на тие стихови. Езекиел 14 глава. Значи Езекиел 14 глава. Од 12 стих. Нема да ги читам сите стихови, ама. И ми дојде Господово слово, човечки сине, ако сгреши некоја земја против мене со невера и јас ја кренам раката против неа, та и ја уништам и последната подкрепа во леп, и ако пуштам глад на неа за да ги сотрам во неа сите луѓе и добитокот, и вели 14 стих, ако останат во неа само тројца луѓе, Ное, Даниел и Јов, тие ќе се спасат со својата праведност, говори Господ Бог. И подоцна се спомнуваат уште три, со ова 4, значи, различни неволи. И вели 21 стих, Господ Бог зборува вака, сепак ако ги пуштам против Ерусалим сите своји 4 тешки казни, мечот, гладот, дивите зверови и поморот, за да ги затрам во него сите луѓе и стоката, во него сепак ќе преживее остатокот, кој ќе ги спаси синовите и керките. Значи, остатокот прикажан овде преку три личности, нам многу добро познати, значи Ное, Даниел и Јов. Минатиот пат прочитав еден цитат од Воспитување, па би сакал да започнам пак со него. И овој пат најголемата потреба на светот, и тоа е она што најмногу му треба на Бога, е потребата од луѓе кои што не можат ниту да се купат, ниту да се продадат. Мислам дека Сенета спомна во коментарот свој дел од овој цитат. Луѓе кои што во длабочината на својата душа се праведни и честни, луѓе кои што не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име, луѓе чија совест е верна на должноста како што магнетната игла му е верна на полот. Луѓе кои што ќе стојат на страната на праведноста, па дури и небото да се урне. Овие троица, Ное, Даниел и Јов, сите спаѓаат во оваа категорија на луѓе. За денес, изутрина, решив да се позанимаваме малку со Даниел и со неговиот карактер. Па да отвориме книгата на Даниел. Значи нема да се задржуваме сега на оној дел од првата глава на Даниел, затоа што некако ја абсолвиравме таа тема во текот на летото, зборувајќи за здравствената реформа, но вредно е да се напомене дека Даниел одлучил во своето срце, донел цврста одлука да не се оскверни со царската храна и царското вино, затоа што знаел дека само еден мал компромис води кон поголеми и поголеми компромиси. И немаше да стои така цврсто подоцна, ако овде не застанеше и не реагираше. Интересно, и тоа го спомнавме тогаш, дека не реагирале Даниел и со неговите другари, ниту на промената на нивните имиња, ниту на воспитувањето, тригодишно воспитување вавилонско, ама овде не можеле да не реагираат, кога била упрашање исхраната. Значи, на Даниел му било повеќе од јасно дека диетата, односно апетитот и исхраната е и текако битна за духовниот развој на еден човек, но реков, тоа го зборувавме летото. Сега ќе отвориме во 6 глава на книгата на пророк Даниел. Овде е она што сите деца го знаат, уште од мали, барем оние кои што ја познават Библијата, од сторијата со Даниел и лавовите во лавовската јама, но ние нема со тоа да се занимаваме секако. Ние сме малку повеќе од деца,
Верувам дека не сме деца се уште во духовна смисла, па сме се уште на млеко, нели, кој што вели Павле. И верувам дека ова ќе биде добра, богата духовна храна. 6 глава Данијел. Кое царство е сега на сцена? Медоперсиското царство. Чи Вавилон заврши во 5 глава, знаете, со Валтазар. И сега е ново царство Медоперсиско и повторно Данијел е во врвот на тоа царство. И Данијел е тука присутен, значи пазете, интересна работа, паѓа едно огромно првото царство кое што е прикажано преку кипот, огромно царство, Вавилон, империја. Доаѓа друго, но Божиот слуга, Божиот верен слуга е тука. Се уште е тука. Значи, може да се менуваат политички системи, може да се менуваат владетели, меѓутоа, ако сте на Божја страна, Бог е тој кој што нели ги менува, царевите ги трга и ги поставува, меѓутоа ако вие сте на Божја страна, вие ќе бидете тука, без оглед, и ќе се одржите без оглед на тоа каков цар, каков нов цар може би дошол, полош или подобар или така натаму и така натаму. Но да читаме. Му се види на Дарий, на царот Дарий, да постави, значи од првиот стих, на своето царство, се извинувам, 120 сатрапи, или гувернери, или како вели тамо другиот превод, моле? Кнезови, така вели? За да бидат, или управители, за да бидат над сето царство, на нивно чело, значи на чело на овие 120, им стави 3 прочелници. Данијел беше еден од нив. Еве го Данијел во врвот. Еден од троицата. На кои сатрапите ќе им полагаат сметки. Значи, овие 120 треба да им полагаат сметка на овие троица. Сега овде преводот не ми се допаѓа во ниеден од македонските, за да не му се досадува на царот. Ако читате King James, па дури Дани Чишкарджиш вели за да царот нема штета, за да не биде оштетен. Да? Слично нешто, добро, да не му досадуваат на царот, меѓутоа поентата е дека за да царот нема штета, овие 120 требало да полагаат сметка, знаете како е годишен буџет, како се носи во секоја држава, и сега треба да се собираат даноци ова, едно, друго, трето, и на крајот сите полагаат сметки, значи. И што всушност гледаме овде, зошто вака ги поставил работите Дарий во општеството, во царството негово? Троица, па 120 и така натаму. Овие 120 да полагаат сметка на овие троица, за царот да не биде оштетен. Значи, што се случувало и тогаш? Ништо ново, нели? Ништо ново како и денес. Корупција. Корупција. Денес, за жал, би било добро да имаме како некој, како Дарий, цар, да видиме царство, па да видиме како ќе мрдаат и колку ќе мрдаат оние кои што собираат данок или се бават со некои други сфери од власта, каде што, нели, во оптек се пари, големи средства на пари, каде што, нели, човек, како човек се лаже да бркне каде што не треба. И сега внимајте, третиот стих, Данијел се истакнуваше толку со својот вореден дух над прочениците и над сатрапите, та царот мислеше да го постави на целото царство. Опа. И сега Данијел да биде прв, најважен, главен, над останатите прочелници, над сатрапите и така натаму. Зошто? Зошто баш Данијел? Што тоа Дарий видел кај Данијел? Прво не е ништо чудно за корупцијата, кажавме затоа што знаете што вели послание, прво Тимотеево послание 6.10.
Затвориме тамо за кратко само. Прво послание до Тимотеј 6:10. Зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Зар не е вака? Зар ова не е точно? Сребролюбието, значи, не е проблем во среброто или златото или во парите, ама во тоа ако ги сахате парите, ако ве влечат сребролюбието. Тука е проблемот. А што вели тамо во третата глава од Прво Тимотеево, Втора Тимотеева трета глава, кои се наредуваат оние карактеристики во последното време на луѓето, зошто ќе настанат тешки времења, затоа што луѓето ќе бидат прво е сребролюбци. Па зарем не е таа слика? Пословици 22:11 сега ќе отвориме. Зошто Даниел таква доверба стекнал кај царот Дарий? Пословици 22:11. Интересен стих овој 22:11, пословици: тој кој љуби чисто срце и кој има љубезни усни, царот му е пријател. Чисто срце. Како мислите се поставил Даниел во целата оваа работа, и не само овде, цело време е тој таков, со чисто срце, чесен. Не можете да го подкупите, да го купите или да го продадете, нели, како што стоеше овде. И затоа на Дарий му се свиде да си стави таков човек, нормално. Кој не би ставил? Значи, кој што не лаже, не краде, кој што е чесен и сметките ги полага како што треба. Или пословици 16:7, ајде и овој стих исто интересен. Кога на Господа му се мили човековите патишта и неговите непријатели ги помирува со него. Знаеме кој бил Даниел. Даниел бил роб и во ова царство, како и во претходното. Но видите, станува пријател со царот токму заради таа своја карактеристика пред се, чесен. И сега Дарий намислил да го постави над сите, и што се случува? Проблем? Па оние кои што се корумпирани, што? Ки им смета таков човек? Тогаш прочелниците и сатрапите, 4 стих, почнаа да бараат повод, нешто околу државната управа, заради што би можеле да го обвинат Даниела. Почнале да чепкаат таму. Што би се рекло денеска во едно модерно време, пошто ние треба да бидеме модерен Даниел. Сега денеска може да ти чепкаат по имејли, по едно чудо. Трансакции да видат што, од каде примаш пари, кај пракеш, што, како. Сето тоа е на дланка, може да го следат многу лесно. Ама не може да најдат ништо такво за него, ништо заради што би можеле да го прекорат, зашто беше верен или чесен, како што рековме, немаше во него ни негрижа, ни погрешка. Точен, прецизен. Нема шанси да му најдете некоја мана, ни во трансакции, ни во ништо, значи функцијата која што имал како функција, кој знае што чепкале за да откриет, за да видат дали нешто ќе најдат. Зошто, која е причината, како што рековме? Затоа што им пречи таков човек. Пословици 29:27, ајде, уште еднаш мудриот Соломон да ни каже некоја мудрост, Пословици 29:27. Последниот стих всушност од 29 глава. Неправедникот им е омразен на праведните, а праведникот е омразен на нечестните. Или вака, или така, секако некој ќе ве мрази, значи не може да избегате од тоа. Меѓутоа, вториот дел, праведникот е омразен за нечестните. Им смета Даниел. Да, и тоа. И сега како да го тргнат? Почнуваат да чепкаат. Ништо не можат да најдат. Никаква погрешка, вели.
5 стих. Тогаш тие луѓе рекоа: не ќе најдеме никаков повод против Даниел, освен да најдеме нешто против него во законот на неговиот Бог. Значи план Б. План А не им успева. План Б, сега одат подлабоко сега да видиме дали ќе најдеме нешто во законот на неговиот Бог. Значи во духовноста негова. Имајте сега овде, може да размислуваме многу. Кога настапува планот Б? Кога пропаѓа планот А? Во наше модерно време, наше денешно време, што мислите, дали ѓаволот би преземал ваков план, а ќе видиме што е, ние сите знаеме, меѓутоа, да ни чепка во духовноста и така натаму, ако претходно не фати или не фатат на да сме нечесни во било кои наши изделки или било што во животот, може да ни најдат. Што и да посакат може да најдат, како што кажав денес, што мислите што е интернетот и зошто е интернетот. Да, точно е, фала му на Господа, ете, ние го користиме за да дојдеме до некоја душа, ама, или Фейсбук. Чиста шпионажа, луѓе. Внимавајте што ставате таму. Ке се искористи, па се користи ден денеска. Значи, ако вие искоментирате само нешто што е политички некоректно или не знам што, може да завршите во затвор. На Фейсбук ако искоментирате. Не мора тоа да го кажете со уста некој да ви... Не. Значи, што ако ние сме нечесни? Што ако ние се бавиме со некои нечесни работи во животот? Мислите дека ѓаволот нема да исчепка нешто, да најде? Тогаш за нас нема да вреди, нема потреба од неделен закон или не знам некои такви закони кои што ќе ограничуваат нашата верска слобода. Затоа што име во планот, што следи понатаму, значи, ајде да видиме сега да најдеме повод против Даниел во законот на неговиот Бог. И тогаш прочелниците и сатрапите навалија на царот, му рекоа: о, цару Дарий, жив да бидеш довек. Сега го бедуваат царот и ќе го изиграат царот, кој што знаете дека има добри односи и врски со Даниел, многу го почитува и така натаму, рековме зошто. Сите прочелници на царството, видите сега, сите, што мислите дека они биле многу сложни меѓу себе, ама еден овој кој што им смета како Исус. Книжниците и фарисеите, односно фарисеите и садукеите биле два табора, спротиставени едни на други, ама кога дошло до тоа да Исус им засмета, се здружиле за да го распнат. Сите биле едно. Сите прочелници на царството, предстојниците и сатрапите, советниците и наместниците се сложија во тоа дека царот треба да издаде наредба и забрана. Секој оној кој во рок од 30 денови ќе упати молба, било до кој бог или човек, освен до тебе, о цару, ќе биде фрлен во лавовска јама. И овде можеме многу да коментираме. Вели наредба и забрана, интересно ова. Значи, наредба да му се служи само на царот, а забраната е да не се служи на било кој друг бог. И овде пак се алудира на тоа како и во Вавилонското царство на некој начин царот го сметале како божество. Но ќе кажам пак, ова во наше модерно време, ние знаеме дека што е ова. Значи, царот треба да издаде декрет, уредба, значи политичка фигура, треба да издаде уредба и декрет кому вие ќе му служите, кому ќе му се клањате. Значи, ќе буричка во вашата приватност, вашата духовност и врска со Бога, односно во првата плоча од законот. Кај што многу бурно реагираат и апостолите во нивно време и сите христијани кога се чепка во таа прва плоча. Тоа е чепкање, значи, во верската слобода. Секој треба да си има верска слобода и да си служи на кого сака, како сака да му служи на Бога и така натаму. И ова алудира на тоа што ќе се случува во иднина, го спомнав јас неделниот закон. Но, кажав, ако претходно ѓаволот исчепка и најде нешто кај вас, нема потреба неделен закон за вас, мислам, тоа нема да важи. Даниел бил чист, Даниел бил чесен
Не можеле да го фатат на тоа и сега спроведуваат план Б. Од цар 8 стих потврдија таа забрана и подпишија наредбата за да биде неотповиклива според непроменливиот мидоперсиски закон. Не знаете мидоперсискиот закон каков бил, значи кога ќе се донесе некоја уредба, некој декрет и точка. Нема менување. Тоа важи за секојаш. Односно овде било временски 30 дена, како беше. И сега, тогаш царот Дарий ги подпиша писмото и забраната. Значи имаме подпис од царот. Декретот е донесен, уредбата е донесена. И сега интересна е реакцијата на Данијел. Зашто на Господа му требаат вакви луѓе? Што прави Данијел? 10 стих, откако начу Данијел дека повелбата е подпишана, отиде во својата куќа и сега ги затвори сите прозорци и таму се тргна негде во ќошот и не. Ке им понуди, воопшто нема да дозволи да биде многу чекан, да биде многу посматран, наблюдуван од овие, нели, неговите предавници, да кажам, туку ке им понуди одма, црно на бело, односно, ке видат, да не чекаат многу, дека тој, како што бил чесен, како што бил исправен во државничките работи, така е чесен, така е исправен и во неговиот однос со Бога, како што и секојаш бил. И влегол, отишол во својата куќа, прозорците на горната соба беа отворени кон Ерусалим. Ја дури сметам дека, мислам дека што е можно повеќе прозорци отворил, да може да биде виден од сите страни. И ова не е иритирање на противникот. Знаете, Елен Вајд вели во своите списи дека кога ќе се донесе неделниот закон, сега и тука можеме да збориме, не знаеме баш, може да предпоставиме како ќе гласи тој неделен закон, меѓутоа таа вели дека не треба сега да ги провоцираме луѓето ако нели во недела кога ќе се оди на служба и сега ако сте вие карши, не знам, црквата или не знам каде, и земете да копате, да цепете дрва, да не знам што, да работите намерно, значи не треба да провоцирате. Ама сега поентата ќе биде како ќе гласи тој неделен закон, значи како викаше овде дека имаше и наредба и забрана. Ке има наредба за во недела да се светкува, значи неделата, да му се клањаме на папството всушност, ама ќе има и забрана во сабота да не му служите на Бога, односно да мора да работите во сабота. Тука е проблемот. Ај во недела вие, не знам дали ќе одите на служба или не, пример, ама во сабота, и тоа можеби ќе има едно вакво сценарио, ќе ве посматраат. Пазите, Елен Вајд таму кажува, дури ако читате во незините списи, дека видов вика некои браќа, алудирајќи сега на некои предавници, да кажем, некои кои што ќе свиткаат кичма, така да се изразиме, пред непријателот, како вика ја водеа вика толпата кон домот и овој братот покажува со прст, таму во таа куќа. Тоа се тие. Тоа се тие кои што му служат на вистинскиот Бог, нели? Така да тоа ќе биде предизвикот. Во сабота ќе мора да работиме. Не знам дали можеби со сила ќе тераат во недела да одиме во црква, меѓутоа во сабота ќе треба да работиме. Како и да е. Данијел, се извинувам, влегува во куќата и го отвара пред се прозорецот кон Ерусалим. Зошто? Затоа што не сака да даде никаков повод да ги збуни овие негови непријатели. Сега да не случајно, ако имал прозор, може би свртен на кај царскиот дворец, па ако таму клекне, па се моли, па вие ќе речете, упа, чекај, му служи на царот, значи како што е заповедта. Не, го отворил прозорецот и се насочи кон Ерусалим, да им е јасно, да нема забуна дека тој му служи на Бога, како и секојаш. Еве ќе читаме стиховите. Таму вели тој 3 пати дневно паѓаше на колена, како и секојаш што правил. 3 пати дневно. Елен Вајд вели во Патриарси пророци дека цел ден го наблюдувале. Цел ден, се. Затоа и
знаеле подосна дека сето ова го прави, 3 пати дневно паѓаше на колена, благословувајќи го, молејќи го и фалејќи го Бога. Пазите, во една ваква ситуација, каде што е донесена ваква уредба, каде што повторно животот му виси на конец, Даниел го слави и го благословува Господа. Тоа е тој човек. Цврст, верен, праведен, чесен. Како што вели што правеше секогаш. Имаше промена во неговиот однос служба на Бога? Не. Без оглед на уредбата, без оглед. Не. Даниел така правеше порано, сега донеле таква уредба. Мојот Бог е на прво место, мојот Бог е најважен. И дури, како што видовме, отворил прозорец, гледајте дека јас му служам на единствениот Бог. Оние луѓе навлегува и го најдоа Даниела како го моли и го повикува својот Бог, тогаш отидува пред царот и се повикаа на царската забрана. Зар ти не ја потпиша забраната според која секој оној кој во времето на 30 дена ќе упати молба во некој Бог или човек, освен до тебе од царот, да биде фрлен во лавовската јама? И царот одговара, така е одлучено според непроменливиот мидиско-персиски закон. И тогаш му рекоа на царот, тогаш царот сваќа кој е фатен. Даниел, оној од јудејските заточеници, не се грижи за тебе од цару, ниту за твојата забрана што ја потпиша, ја обавува својата молитва 3 пати дневно. Откако ги чу тие зборови, царот се нажали многу и одлучи да го спаси Даниела. Како сега, некако да направи да го спаси, ама заповед е неотповиклива. Значи, таа е. Ама оние луѓе навалија, видите колку им сметал Даниел, значи, навалија не се откажуваат. По секоја цена Даниел ќе го нема и крај. Кај застанав? Навалија 15 стих. Велејки, знај од цару дека според медиско-персискиот закон ниедна царева забрана или одлука не може да биде отповикана. И тогаш царот нареди да го донесат Даниела и да го фрлат во лавовската јама. И царот, видите што му вели на Даниел. Што заклучил царот од тоа што го гледал животот на Даниел? Затоа и посакал да го стави на сите. Твојот Бог, кому што му служиш така постојано, ево клучен момент, како што претходно прочитавме секогаш, сега, постојано. Твојот Бог, на кого му служиш постојано, нека те избави. Царот има вера дори, на некој начин овде, и царот сведочи за животот на Даниел. И што мислите, зашто царот бил свесен дека Даниел, тоа што бил чесен, не бил чесен заради тоа што примал плата од царот, да речеме така. И тоа веројатно добра плата, на висока позиција. Туку Даниел бил таков, бил чесен, бил прецизен, бил коректен, затоа што му служи на Бога пред се. Затоа што треба и е свесен дека сметката нема да ја положи крајната сметка пред царот, туку пред Бога, кој што се гледа и се знае. И ние, секој од нас, секој живо суштество на оваа планета, дали верувал некој или не верувал, конечната сметка ќе ја положиме пред Господа. Тоа е оној кој што ќе пресуди на крајот. Интересно што царот го гледа тоа кај Даниел. И царот е свесен дека Даниел е таков каков што е, затоа што му служи на својот Бог. Твојот Бог му вели овде, нека те избави. И што се случува? Знаеме, понатаму да не читаме. И Господ Бог го избавува Даниела. И да читаме таму Еве 19 стих. Царот стана рано во зората, кога се разденуваше и отиде бргу кај лавовската јама. Не трпелив е царот да види кој е резултатот. Значи, што е со Даниел? Што се случило со Даниел?
Кога се доближи, му викна со жалосен глас на Даниела: Даниеле, слуго на живиот Бог, дали Бог кому му служиш постојано? Повторно истото. Клучно. Оној Бог кому му служиш постојано можеше да те избави од лавовите. Даниел одговара: О, цару, да бидеш жив довека. Мојот Бог го испрати својот ангел, им ги затвори устите на лавовите, та не ме повредија, зашто сум невин пред него, па и според тебе, о цару, јас сум без вина, без кривица. Даниел не е виновен, Даниел е праведен, Даниел е чесен, Даниел е коректен. Цело време, тој е постојан, она што верувам дека на сите нас ни фали, да имаме постојан однос со Господа. Затоа на Бога му требаат и на овој свет му се потребни луѓе кои што не можат ниту да се купат, ниту да се продадат, со никакви пари, со ништо. Луѓе кои што во длабочината на својата душа се праведни и честни, луѓе кои што не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име, луѓе чија што совест е верна на должноста, како што магнетната игла му е верна на полот, луѓе кои што стојат на страната на праведноста, па дури и небото да се урне. Се сеќавате, дури во втората глава беше што велат Анане и Мисаил и Азарии. Уште се учам, некојаш ги грешам, да ги знам по нивните еврејски имења. Ти сите ги знаеме како Седрак, Мисак и Абденаго, онака како ни останало уште од деца, изгледа на некој од вас тука. Што велат? Му велат на царот верна прилика, тогаш на Охудоносор. Нашиот Господ ќе не избави, ама и ако не избави, не клекнуваме. Ете која одлучност, која цврстина. Не знаат, крајниот резултат не знаат дали е дека Господ ќе одлучи да ги спаси или да преживеат, меѓутоа сепак и така ние ќе му служиме на Господа. И Даниел овде, гледате каква цврстина има. Секојаш ни целата книга може да видиме дека Даниел е под закана на смртна казна. Значи, животот му виси на конец, но тој е цврст, тој е непоколеблив, чесен, праведен, онаков како што на Господа му требаат луѓе. Даниел, како представник на овој остаток и овие негови карактеристики, треба да го има и современиот, денешниот остаток. Сите ние, ако сакаме да бидеме во тие 144.000, тоа е остатокот. Тоа се непорочни, праведни, повторно сличен опис имаме во Откровение 14 глава. И секако ќе кажеме честни луѓе. Нека Господ ни помогне да бидеме во оваа група, да бидеме како Даниел. Пазите, ние денес се уште живееме во едно мирно време, но надоаѓаат времења кога ќе биде тешко. Ќе биде посебно тешко за верниот христијанин да обстои, да се одржи. Ако бидеме како Даниел, ако ја имаме оваа цврста заедница со Господа, како и тој што ја имал, ако сме постојани во нашиот однос со Господа, тогаш ќе можеме да се одржиме. А Господ е тука секојаш да ни помогне секако. Нека му е слава на Господа. Амин.